Беше тоа на 4 февруари 1815 година, кога во Осијак е роден Јосип Јурај Штросмајер, бискуп, политичар, културен деец, основач и покровител на Југословенската академија на науките и уметностите во Загреб и втемелувач на Хрватскиот универзитет. Се стремел кон обединување на јужните Словени во рамките на Австрија. Во 1861 година со негова помош во Загреб бил објавен зборникот на народни песни од браќата Миладиновци. Умрел во Ѓаково на 8 април 1905 година. На 4 февруари 1872 година во Кукуш е роден Гоце Делчев, меѓу првите револуционерни синови на македонскиот народ. Како член на ТМОРО беше наречен апостол на револуцијата. Како голем хуманист, учител и борец, организирајќи ја народно-ослободителната борба на македонскиот народ, тој ја обиколи цела Македонија. Непријателите на македонското револуционерно дело во Гоце Делчев гледаа најголем непријател и се обидуваа на секој начин да го ликвидираат. Така, на 4 мај 1903 година, во борба против османлиската војска во селото Баница, Серско, во егејскиот дел на Македонија, загина великанот Гоце Делчев. Беше тоа на 4 февруари 1931 година, кога е роден Благоја Иванов, македонски писател роден во Скопје. Бил соработник, уредник и главен уредник на културниот сектор на Радио Скопје и директор на телевизија Скопје, како и професор на Факултетот за драмски уметности. Бил уредник на списанието Млада литература и главен и одговорен уредник на списанието Разгледи. Бил председател на Друштвото на писателите на Македонија, а член е од 1958 година. Добитник е на наградите 1 мај, на недела на радиодрамата на Југословенската радиотелевизија, Рациновото признание и наградата Кочо Рацин. На 4 февруари 1944 година, во селото Никодин, Прилепско, бугарската полиција и единиците од Прилепскиот гарнизон ја нападнале првата македонско-косовска народно-ослободителна ударна бригада која марширала кон областа Азот. Бригадата со противнапад го повратила селото, нанесувајќи му на непријателот губитоци од околу 20 на мртви. Беше тоа на 4 февруари 1946 година, кога во Скопје е роден Мето Спасовски, запаметен како еден од најголемите мајстори со фудбалската топка, во периодот по катастрофалниот земјотрес кој го погоди нашиот главен град. Во дресот на Вардар дебитира во сезоната 1962-63 и останува верен на клупските бои во наредните 12 години. Со своите 647 настапи и 212 погодоци се наоѓа на второто место на вечните Вардарови листи според бројот на одиграни надпревари и постигнати голови. На 4 февруари 1947 година е роден Велија Рамковски. Работел во неколку општествени претпријатија во Скопје од 1972 до 1990 година, а потоа ја формирал приватната фирма во Социјалистичка Федеративна Република Југославија Унипроком во Скопје во 1990 година, која за своето успешно работење ја добила сојузната награда на Стопанската комора на Југославија. Наскоро потоа ја формирал и првата приватна телевизија А1, мощно и успешен и новоформираниот Синџир продавници Хедис. Бил собственик и на весниците Време, Шпиц и КХР. Во декември 2010 година бил уапсен и задржан во притвор. Осуден е на 13 години затвор. Во август 2017 година, по речиси 7 години поминати во затвор, Велија Рамковски излезе на слобода. Беше тоа на 4 февруари 1990 година, кога во Скопје е основано движењето на Семакедонска акција МААК. За председател е избран Гане Тодоровски. На 4 февруари 1994 година, државниот секретар за соработка и развој Ерик Дерике во Белгискиот сенат изјави дека белгиската влада донела одлука за воспоставување на дипломатски односи со Република Македонија.
Беше тоа на 4 февруари 2004 година, кога почина Стево Црвенковски, режисер, политичар и министер за надворешни работи на Република Македонија, во периодот од 1993 до 1996 година. Работел и творел како филмски автор во Вардар филм. Во 2002 година бил избран за подпредседател на владата на Република Македонија. По ова работел и како советник на тогашниот председател Киро Глигоров. Во 1997 година станал амбасадор на Република Македонија во Лондон. На 4 февруари 2013 година избувна пожар во манастирскиот комплекс од 13 век Успение на Пресвета Богородица во Трескавец. Огнената стихија многу брзо почнала да се шири. Ова е трет познат катастрофален пожар што го зафатил манастирот во минатото. Последниот се случил во 1990 година, кога целосно изгореле конаците. Трескавец е еден од најголемите манастирски комплекси во Македонија и светски познат споменик на културата. Беше тоа на 4 февруари 2013 година, кога по кратко боледување почина Љубе Цветановски, професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, долгогодишен уредник и директор во македонската телевизија. Љубе Цветановски е роден во Слоиштица во 1949 година. Дипломирал на Филолошкиот факултет, а магистрирал на Институтот за литература при Универзитетот Кирил и Методи на тема Народната култура во документарниот филм. Беше член на Друштвото на писатели на Македонија и на Сојузот на новинари на Македонија. Автор е на книгите поезија Време е да се биде дома, Наталожен сомнеш и Престапна година. А коавтор е на антологијата на млади македонски поети под наслов Љубов и мајстори. На 4 февруари 2015 година почина македонскиот ликовен уметник Трајче Јанчевски. Од 1955 до 1957 година работел како професор по ликовно образование во Куманово. Во периодот од 1964 до 1965 година бил на специализација во Париз. Од 1957 година до 1988 година работел како сценограф во Драмскиот театар во Скопје, а извесен период и како вореден професор на Педагошката академија.